Почитувани гледачи, со мене утрово во студиото се двајца прекрасни млади уметници, Ана Митевска и Коруновски ангел. Добро дојдовте, ви благодарам што одвоивте време денеска да се помоабетиме за она што ќе биде во центар на вниманието после големиот предстоен празник што ни следи. Центарот на случувањето ќе биде Братислава. Вие ќе ми кажете што ќе се случува точно во Братислава деновиве. Ана, да почнеме со тебе. Може да. Добар ден и од мене. Така е, да. Ние сме четворица современи уметници. Целата организација е на Сдруженијето Архивакт, начело со Јасминка Намичева, под кураторство на Кирил Пенушлиски. Изложбата ќе се одржи на 27 мај во Националната галерија Кунстхале во Братислава, со почеток во 17 часот, и ние веќе при крај сме со подготовките, да. Оваа недела веќе и викендов заминуваме за неколку дена однапред, бидејќи самите дела и самиот концепт на изложбата треба за 2-3 дена ни е дозволено за да се осмисли целосно. За прв пат сме во тој објект, во таа галерија и така, подготовките веќе почнаа. Так. Ангел, Ева, од твоја перспектива ме интересира како дојде до идејата за соработка. Јас разговарав со Јасминка Намичева, која инаку е организаторка на целата ова изложба, но ме интересира ти како уметник, како го доби повикот и какви очекувања имаше за овој проект изложба? Беше сосема суптилно и за среќа и спонтано, и сите уметници добро се слагаме. Видите, задачата е огромна, во смисла кога имаш наменска уметност, тоест ангажман, е многу потешко за еден уметник, бидејќи веќе е наметната одредена идеја и приказна. Ја го добив повикот нормално преку Јасминка, бидејќи она е иницијатор на целото здружување на оваква група на уметници. Предизвици у принцип сакам за тоа што тоа е загадка, нели, ние уметниците сме ко мали деца и сакаме да си играме, така да оваа игра на крај испадна прилично успешна. Мислам, се надам дека ќе биде супер успешна, но тоа ќе го каже на крај самата изложба, самото наше представување. Околу идејата за зошто оваков различен профил на уметници, тоа е веројатно идеја на Јасминка, која што е визионер стално, поготово во тие склопувања на еден по-комплексен начин на излагање. Значи, тука е колешката Ана, која што е сликарка, Сани, која што е фотограф, и сите се извонредни во својата професија. Лазе Трипков, кој што е еден од подобрите дизајнери, истакнат дизајнер, кој што веќе се бави со оваа проблематика, значи со самото глаголично писмо, преку VR, преку еден друг тип на представување. Јас сум скулптор, но сум мултимедијален уметник кој што ги работи сите правци и се труди да избегне од стандардите на представување или на стереотипното представување. У смисла, кај мене скулптурата има сликарски моменти и сликарството има скулпторски моменти, преку текстура, преку информалистички пристапи, така натаму. Так. Оно што доста интересно што го потенцираше Ангел во својот одговор е дека станува збор за ангажман, претпоставувам е веќе дефинирана однапред тема, и тоа кај уметниците може вака од лаичка перспектива да изгледа дека можеби се губи мотивацијата, оригиналноста, ослободување на таа авторска идеја. Еве како ти го доживеа тој процес на создавање на темата, како се роди темата и како се договоривте на некој начин да создадете синхронија помеѓу вашите дела, за да тоа има една тематска целина и да може да се презентира како изложба? Да, за чудо сите се синхронизиравме и секое дело е свое, нели, си го има изразот на авторот кој што го подготвува. Идејата беше словото. Идејата беше глаголицата и огромна е почита
прво кон таа тема. Светците, Свети Кирил и Методи, сите знаеме што значат и што направиле за целиот тој словенски свет, за целата таа словенска писменост. И јас тргнав со една огромна почит кон нив пред се двајца. Многу истражував старите македонски цркви, оние избледени фрески како во село Курбиново и црквата Свети Ѓорѓе, ми беа една точка на почеток. Меѓутоа, како се развиваше процесот, се повеќе и повеќе јас се внесував во самите дела, во таа тишина на џидовите на старите цркви, кои што ги пренесував, таа нивна структура, која ја доловив, според мене е многу добро направена и многу добро изгледа, бидејќи и платната се големи и баш се како црковни џидови, како фрески. Така да, огромно беше и доживувањето и голема е навистина и почита кон нив двајца. Се гледа дека со огромна доза на одговорност говорите за ова изложба и за начинот на кој што ќе се прикажете во неа, и мене ми дојде веднаш таа историска асоциација дека ова може да представува еден тип на мисионерство во представувањето на делото на сесловенските просветители, затоа што еве млади уметници од Македонија токму на символичен начин во Братислава го пренесуваат на визуелен современ начин сето она што е важно од делото на сесловенските просветители. Ангел, Ана зборуваше за тоа од каде ја добила својата инспирација да одговори на темата, како ти се подготвуваше, дали имаше некој предходен, можеби опус на сознанија или едноставно се препушти на имагинацијата, или можеби и ти беше во оној истражувачки поход како што го објасни Ана, како одговори на темата? Моето творештво има еден друг пристап на стварање. Јас секогаш гледам да извлечам еден сублимат од, поготово кога имаш наметната тема ваква. Да речеме, предходните изложби што сум ги имал, сум истражувал, да речеме, формел и внатрешниот пристап на формата, што е, да речеме, не сватливо за скулптура, али е многу интересно, бидејќи е нешто не секојдневно, и тоа ме навлече да почнам да го истражувам човекот, бидејќи се помалку го истражуваат човекот, а тоа е наше обкружување. Така создав 2 серии на дела, едната се вика Летаргија, која што објаснува нашата состојба на обичниот човек и газењето на времето и историјата која што ни се случува, поготово со брзите информации, лажните информации, интернетот и сето тоа, политиката, интелектуалната мисла. Значи, тоа е првата серија, втората се вика Лица, која што е уште посублимирана, поголем зум на самиот човек и се едни флуидни портрети кои што сите ние си ги гледаме, нашите деца, нашите сограѓани, колку се безлични, колку ствари самата субкултура која што веќе не ни постои, им го пере и нивниот и физикус, сите си исти, сите исто изгледаат, исти сваќања имаат, и се тоа поп-култура. Да. И тоа, а по принцип сум анархиста, го сакам, ја сакам слободата, и така и тука пристапив со сосем еден подруг пристап. Значи, прво сакав да извлечам сублимат што уствари биле Константин филозоф, тоест Свети Кирил и Методи. И гледав да извлечам еден збор кој што е најзначаен за нив, тоа беше по мене нивната жртва. Значи, за едни двајца интелектуалци, поготово Константин, нели, и неговиот брат, нормално, да се повлечат во изолација и да имале мисионерска задача да ги едуцираат и сарацените, и хазарите, и Моравија, Панонија. Тоа е една огромна задача, мислам, реално не може да... И благородна. Не може 20 луѓе, треба 10 живота да живеат за да ја исполнат, но тие реално ја исполниле. Значи, со самото повлекување во црква и со огромната верба, тие сакрални знаци кои што ги имале претходно, ги претвориле во едно писмо, кое што е нашата изворна глаголица, и они ја прошириле со огромно војување, како духовно, така и нели и индиректно физички. Мислам, да придобиеш тукава маса било тешко. Сега кога сублимирав сето тоа, сватив дека жртвата нивна е најголема и барав
како ќе се представам. Ми веднаш ми текна чеки жртва, латински алтаре, олтар, викам, чекај се, почна да се склопуваат слагалиците. Каде е олтарот, нели, она е источниот дел, е најозвишено од наосот, најбитно нешто кај што не може секој да влезе. Тука е најголемите тајни и најсветото место на христијанството се наоѓа во тој олтар. Значи олтарот, оваа ситуација е глаголицата, и морав да ставам еден иконостас напред, ама сето тоа е инсталација, значи е модерно дело и иконостасот практично се моите слики кои што се 14 на број, има 2 портрета на Михаило Јевтихија, добра инспирација од Михаило Јевтихија на Кирил и Методи, кои што исто се појдов на точка, значи сакав да ги развијам натрешната нивна сила, у смисла Свети Кирил е представен во една чудна поза на мислител, онака баш мисли, а Методи на заштитик со еден блажен поглед ко постар брат и ко некој што ќе го проложи неговата мисија што ќе ја проложи, но исто се флуидни портретите, значи се имаат и светителството го прикажав со една рола, ама која е тотална абстракција и од самите нив произлегуваат букви, глаголични букви, но има метнато од списанија, црковни, разни текстови кои што проблематиката околу црквата ден денеска ја експонираат, ја покажуваат. После има кирилично писмо кое се косело, па дури и глаголицата и ден денеска има препреки ваква глаголица, таква глаголица и сите тие слоевити символи ја ги истакнав доаѓајќи до македонското кирилично писмо, кое што влече корени директно од глаголицата и тука има разни пораки, така да повикувам гледачите да гледаат и нека читаат, секој дел има една сериозна порака, малци историска, затоа и они изгледаат како баш патината им е изразена и не можеш временски да ги доловиш, дали се тоа стари дела или нови дела, але у принцип на крај изгледаат супер модерно, така да, тоа е тоа. Со Ана имавме еден краток брифирачки разговор пред да почнеме и баш констатиравме дека секој од уметниците има свој авторски израз и печат во начинот на кој што твори и одговорил на оваа тематика и покрај тоа што сите говорите во еден друг уметнички јазик и во друга уметничка форма, на некој начин се е релевантно за темата за која што се представувате и се Ангел кога говореше за представувањето на делото на Свети Кирил и Методи, навистина представува тоа една комплексна тема, баш кај далека историја, имаме некое посредно материјално сведоштво што може да ни каже за значењето на нивното дело, меѓутоа сето тоа треба да се представи во една уметничка форма, да ја добие визуелен јазик и како што ти кажа да се осовремени, односно преку современите методи и преку разбирливиот јазик на денешната генерација да можеме да го доближиме значењето на тоа дело. Која е твојата крајна порака на твоите дела и со кои дела ти конкретно на оваа изложба ќе се прикажеш? Па за мене словото не е само пишан, нели, знак и избор, туку е нешто многу повеќе. Тоа е некоја енергија која помеѓу луѓето и помеѓу културите. Така енергија помеѓу, ние велиме помеѓу сега Република, нели, Северна Македонија и помеѓу Словачка, таа енергија на духовна на поврзаност, сакав токму тука во моите дела, тоа се големи платна 120 на 170, работени се во повеќето се во комбинирана техника со многу структури, со многу песочни оние премази структури кои што ги доловуваат старите фрески избледени, такви се и делата. Сакав да ги не да ги реконструирам контурите, туку да направам свој еден печат, нели, белек на еден мој визуелен современ кој ќе биде, нели, израз, една интерпретација на, нели, моите мисли, моите чувства и сушност чувството. Пораката е кога ќе влезе секој во еден црковен храм да ја почувствува таа тишина, да ја почувствува таа смиреност и спокојност и токму во големите платна тоа и може да се почувствува. Така, токму така и со 9 дела, да, ќе се представам 9. Да, може ако сакаш за нашите гледачи, за нашата публика и да наброиш што може да очекуваат доколку се прикажете и на иста ваква сродна изложба и во Македонија?
Па да, размислуваме веќе, се бара простор, бидејќи ова не е обична изложба и самиот збор визуелна ода е некоја почит кон големите просветители, така да се уште бараме адаптирано место и соодветен простор каде би ја представила. Меѓутоа во Нитра е следен град, во универзитетот во Нитра, тоа ќе биде во јули, на 5 јули на нивниот словачки празник, исто државен празник, Свети Кирил и Методи, тие тогаш го празнуваат. Тоа ќе биде второто представување во Македонија, се надевам до крајот на годината. Так, Ангел, која е твојата порака? Ти доволно говореше дека твојот авторски печат некако секогаш се трудиш да ја задржи слободата и дека слободата ти е, например, првичниот приматот на наративот кога почнуваш да твориш. Меѓутоа, секој уметник има некоја задача во светот, особено кога е ангажиран. Како најде средина помеѓу таа задача и одговорност да одговориш на самата тема, доследно и достоинствено уметнички и сепак да ја задржиш слободата? Што е практично метафизиката на твојот авторски печат? Во овие дела. Религијата е едно бреме кое што е прилично тешко, ама у принцип постои за да ослободи нашата душа. Тоа е едно нешто кое што треба да го респектираме и почитуваме. Друго, кој што спомнав, самото дело се вика олтар, значи олтарот, најсветото нешто е нашето писмо. Така да ние никогаш не треба да го забораваме тоа. Тоа е нешто кое што е круцијално во моето дело. И трето, не треба да го забораваме човекот, затоа што човекот е тој што ствара. И човекот и треба да имаме респект спрема човекот. Така да многу од уметниците се трудиме да ги избегнеме човечката фигура и општо човекот, нарекувајќи се концептуалци, и во е концепт. Значи концепт е да го почитуваш човекот и да му навлезеш во сршта, не да го прикажеш буквално, него да ги разбереме луѓето. Така да мојата порака е тоа, треба да најдеме спокој во таа слобода, усвари во душевната слобода, треба да ја почитуваме и сакаме уметноста, нормално со самото тоа и самите ние и нашите корени. Така, станува збор за групна изложба, односно група на автори кои што се и уметници кои што се прикажуваат на самата ова изложба. Колку е важно да се негува таа традиција, еве авторите и уметниците помеѓу себе да соработуваат, дали постои таа уметничка солидарност, дали вие меѓу себе комуницирате, се инспирирате, затоа што навистина е важно да се држи нели уметничката фела меѓу себе, особено заради тоа што некаде еве и во медиумскиот простор, барем јас како што гледам уметност е некојаш секако на маргините, многу малку се информира за уметноста и дури медиумските содржини кои што се наменети за уметност никогаш не се во праим термин, например, не се емитуваат на, да кажем, овие мејнстрим медиуми. Како ти го доживеа ова, да кажем, групно представување на авторите на ова изложба? Дали е тоа потик за понатаму инспирација да еве во некој содружништво творите и да ја одржувате уметничката сцена во Македонија? Авторот, според мене, не треба да биде себичен, треба секогаш да направи нешто повеќе и за другиот, и за колегата, кога се работи за групни. Јас сум љубител на групни изложби и навистина со огромен мерак, со кејф ги работам. Радост беше и срекни бевме дека навистина Јасминка не спои четворицата. Секој си е во својот дел тоа што си го прави си е професионалец. Александра Костадиновска, таа е фотограф, додека беше цел викенд сликаше делови од Охридските цркви стари, бев заинтересирана претходно, јас бидејќи мислам дека и Лазе беше прв кој што веќе имаше начално нешто, они веќе и неколку години ја работи оваа тема. Со Александра правевме исто разговори долги, моите дела ги гледаше, јас и наложував некои насоки, што како во врска со боите, со текстурите и одлично го долови тој дел на фотографии и скомбинира, така да и со
како се вика, и со Ангел, така. Со Ангел разговаравме исто на темата, се вклопуваме, се усогласуваме и тоа е најважно функционираме сите четворисата сега за сега одлично. Така. Ангел, кој е твојот впечаток, еве можеби и за крај да пренесеме така пофилозофска порака, затоа што јас наметнав едно тврдење дека местото на уметникот во современиот свет е загрозено. Кој е твоето субјективно чувство? Дали ти чувствуваш дека уметникот е на маргините и како да се врати достоинството на уметноста? Дали ова е правилниот начин да покажеме колку уметноста може и да едуцира и да ја подига јавната свест и да говори за важни работи и да ги актуализира важните теми? Која е задачата на уметноста денеска според тебе и на уметникот? Многу тешка, мислам тежок одговор стои позади вакво прашање. Само сакам да надополнам колешката Ана. Изложбата е поддржана од Министерство за култура, што е, мислам, од националната програма, така да по само тоа следи веројатно и представување тука. Значи, кој ќе се прибере изложбата, Нитра е град кој што не повика, разбирајќи за изложбата, има многу голем интерес од целиот дипломатски хор, заради до сега мислам и 70 дипломати има потврда за присуство во Словачка, така одат работи. И подчинува методи, така да тоа е за нив најголем празник и е наша огромна чест. Ете и едно од прашањата, минимално ќе ви одговорам, уметноста е најголем амбасадор на еден народ, така да затоа што остава и трајни белези, поготово ликовната уметност, не дека сме ние ликовни уметници. Ја свирам и гитара, ја почитувам музиката се, али музиката најлесно допира до човечкото мнение, уво, нели, лесно допира, а уметноста е малку потешко функционира, за жал на маргините, заради неедуцираноста на луѓето и заради тоа што пак ја спомнам, за уметноста треба малци ритуал време, значи треба да се посвети гледање, анализа, треба и самите уметници да се бават со вистинска проблематика, која што е одраз на времето во кое живееме и постоиме. Така да наша задачата на еден уметник е стварно мисионерска. Ние не треба да твориме да бидеме допатливи, него ние сме одраз на времето во кое живееме и треба да видиме една реална критика на се што постои, за да нормално се трудиме да имаме подобро утре. Ана, кои се твоите идни планови? Еве, можелме ли нешто за македонската публика да најавиме значено со кој што ќе се прикажеш и пред македонската публика, и многу ме интересира дали откако ја откри оваа тема и веќе кажа дека навистина си посветила многу време на студирање и истражување на оваа проблематика, ќе останеш во неа, и дали ако некој го гледа као критичар или рецензент твоето дело, може да забележи епохи кога си била, периоди, етапи од животот кога си била под влијание на различни теми и кога си сакала својот авторски израз и глас да го дадеш како одговор на тие некои теми кои што ти се случувале во животот или биле едноставно актуелни во општеството во тоа време? Па пред се ова работата на овој циклус, на оваа изложба, на оваа тема, ме промени и мене како човек и моите гледишта се малку поразлични. Првото дело, кое нема да биде представено тука, заради форматот, беше хоризонтална, а сите се вертикални 9, веќе го продадов. Тоа беше и Моравската мисија, како започнале, нели, да ја шират писменоста браќата. Од тука, од тоа дело сакам и, затоа што таму има не ги има оние контури на фрески, на избледени ликови, туку таму е она духовна архитектура. Мислам дека ќе продолжам да ја доработам, сакам барем 20 дела да оставам, малку да бидат и поразлични од овој, не само да има и ликови, и ореоли, туку и нешто сосема друго, нели, архитектура духовна. За плановите ми се да направам, да извлечам нешто ете и од оваа изложба и да во друг правец не би се осмелила сега да се насочам, да правам нешто, ќе си останам на информелот, на абстракцијата, на
единствено нешто од минатата изложба што ми беше надеж, таа е сега следна, како следен проект, исто поддржано од Министерството за култура и туризам, кој ќе се одржи на 1 декември во Истанбул. Да дополниме уште нешто за македонската публика што мислите дека е важно да го кажеме, а ние го кажавме досега, со однос на тоа дека изложбата ќе е во Братислава, каде можат оние кои што се заинтересирани од Македонија да ги погледнат и да ги проследат вашите дела и да се упатат повеќе за што станува збор. Па, каде? Изложбата ќе биде во Братислава, веројатно ќе биде оттаму и прикажана низ различни медиуми, така да низ социјалните мрежи ќе биде проследена. Нормално и ние кои автори ќе ја проследуваме, но како и да гледаме изложбата би морало да се донесе во Македонија и да ја види македонската публика, затоа што стварно е значајна и е интересна. Самиот подвиг, нели, што се работи за Михајло, за Кирил и Методи, е врзано за Македонија и поготово за нашата писменост, така да препорачувам и се надевам дека тоа ќе се случи брзо и ќе има публиката можност да ја види оваа изложба која што е сведоштво на време, на религија, на описменување, на оформување на народи, така да е прилично значајна за нас ко народ и за нашето само спознавање. Се согласувам, ви благодарам уште еднаш што одвоивте време денеска на нашите гледачи да ги пренесете сите информации кои што се врзани со изложбата. Ви благодарам што се прикажавте пред македонската публика со ова ново дело што го имате направено и сочинато за ова изложба и се надевам дека повторно ќе имам прилика да ве угостам тука во студиото на Радио МОВ, кога ќе зборуваме за некои нови проекти и изложби. Ви благодарам уште еднаш. Благодариме.